Вели, избирачкиот материјал ќе чини 400.000 евра, ќе се печати во Кочани и Скопје. Државната изборна комисија склучи рамковен договор за изработка и печатење на изборниот материјал со две македонски печатници во вредност од 23 милиони денари, односно околу 387.000 евра со ДДВ. Рамковната спогодба се случува за период од 36 месеци и се однесува на изработка и печатење на доверлив и недоверлив изборен материјал и избирачки списоци за организирање на парламентарните и претседателски избори оваа година, како и за изборниот процес во 2025 кога се следуваат локалните избори. Изборниот материјал за претседателските избори и парламентарните избори кои ќе се одржат на 24 април, односно 8 мај, ќе го печати печатницата Европа 92 од Кочани, која е во собственост на поранешниот градоначалник на Кочани Радко Димитровски и печатницата Винсент Графика Желко и други од Скопје. Европа 92 на Радко Димитровски добива тендер за печатење на целокупниот материјал за изборите на 8 мај и на претходно на 24 април од председател на Државна изборна комисија кој што е поставен од ВМРО ДПМН. Значи зашто е ова битно? Зашто оваа печатница го печати изборниот материјал за претходните парламентарни и председателски избори? Дали некој во ВМРО ДПМН му должи нешто на Радко Димитровски? Дали допрало до ДКС овој судир на интерес? Или рамковна спогодба и така натаму, договорни страни, Државна изборна комисија, Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за печатење на весници, печатница Европа 92, која што е во собственост на Радко Димитровски, поранешен градоначалник на Кочани. Кога е отворена оваа дискотека во која што се случи кобната несреќа минатата недела? Што му должи ВМРО ДПМН на Радко Димитровски? Зашто се обидуваше ВМРО ДПМН да го заштити? Дали можеби материјали на ВМРО ДПМН за без пари во опозиција се печатени токму во оваа печатница?